Семејството не учи на љубов. Така осознаваме дека постојат луѓе кои секогаш ќе бидат покрај нас и во добро и во лошо. На љубов и поддршка Мирослав и Маре Пекич ги растале и воспитувале своите 5 деца. Двоевме од нашите усти за да ги нахраниме и направиме луѓе, но еден потежок животен момент направи да останеме сами на милост и немилост. Низ солзи ќе каже Мирослав кој, како сирак уште пред 45 години, од Србија среќата си ја бара во нашата земја. Имал тежок живот и како млад. Со сопругата живееле под кирија. Ја давал речиси целата заработка, се додека еден ден на подарок не ја добил куќата во Волково во која и денес живее како подарок од неговата сестра. За жал, денес посебно последнава година, Мирослав живее во темнина и без ниту еден денар приход. Болен оди до Лепенец за да собере дрва за да не измрзнат со Маре. Собира железо и стари работи за да купи леп кој мора да го намокри со водичка за да не се задави. Пари за налекар нема, па не мокте болката ја потиснува со мечтите кои ги сонува штом падне мракот. А може би од сите болки најмногу го боли од убивањето на неговите деца од него, кој, како што ќе кажа тој, една година не го прашале како е и како преживува. Секој сака убав живот и секој се надева на добар исход на крајот. Сепак веќе една година без струја живее едно семејство. Маре и Мирослав Пекич од Волково денес сака да ни ја раскажат својата животна историја. Добар ден. Добар ден. Не повикавте, јас сум Оливера од Срце на дланка. Мирослав Пекич. Како сте, Мирослав? Како да ви кажем? За никаде. Зошто? Што ви се случува? Па мака имам. Мака голема. Стрiju немам годину дана. Нема од чега да живеем. Само sa бабусом, деца ми оставили. Отидова, сите отидова на своја страна, ја sa бабу само дома. Она болесна, ја болесна. Од каде сте? Од каде ви е Јас потекло? сам од Србија. Од Србија Од сте? Витина, тамо. Јас сам, да. А тука сам од 77 годину во Скопје. Тука се оженивте, создадовте семејство С Маре. со Па Маре. да. Дома Имате убав живот, имаше живот добар. Југославија беше, имаше, а сега нема. И така останатме улазат години. Тоа. Каде живеете вие? Тука гледам неколку куќи. Тука. Ова е вашата Да, ово е на детето. Што ме остави, што отидов. Зошто ве оставија? Па зашто? Не знам зашто. Смо се посваđали, отиде и готово. Дај пари за сјува, немам, дај пари за сјува, немам. Отидова ночем, кај отидова, што, кај ти, Бог един знае. Не знам, ни да прашам, ни да не прашам. Никаде немам издршку, документацiju немам, државјанство не ми дават, а немам пари да им да вадим у Србија документација, па тука треба. Најмање 300 евра ми треба да завршим работа сме, па дојдем до малу пензион неко. Да имам. Навистина, сериозен ви е проблемот? Струја ми е проблем, имам бител. Имате видел. Бител да имам. Аз за јаденик ќе прекрпим, ќе се снајдим ново, ќе работам. Како се снаоѓат? Па работам. Работам припадно. Кој ме вика за 200 динара, 30 динара, ќе работам дреска лепче, не си му куќа. Некој гром причинувал да се направи манча. И да се прави манча, ќе изкриште цело. Ќе го фрлеме. Ѓаве пари отидова. А не работи фрижидерот без струја? Не работи. Ништо. Овде ли живеете? Тука живеем. Ајде да видиме. Поведите. Навистина е темно. На свечу седимо. На лампа. На тия бичери мале. Они 2 дана ќе горе, ти више не светат. Свечи ќе купимо, за да имамо видело само. А каде ги полните батериите? По комшије. Ќе дам на комшија, викам, напуни ако сакаш. Ново. Бар да купите ден-два? Да. Тоа е работа. Тоа е по комшиите, ама никој не дава струја. Вика, скупа струја, вика. Тука ви поминува. Добар ви ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум Маре. Седите во темно? Не, па немаме свен струја. Стената ми е темница. Со свети. Навистина, Многу сустава ни тешка. тешко живеете. Мене ми е битно струја да имам видел.
да имам струја, да гледам телевизор. Вакате, немате волја за ништо? Немам ништо волю за живот. Немам од каде, немам могушност, значи више. Болан сам, од кичмо болује. Ишија се. Идем дрва ке се соберем, ново, колку могу да гурам. И тоа е, да имаме да се грејмо. Како наоѓате сила да отидете до таму? Па полек. Оно 3 километра далеко од тука. Ќе одем од Сабари, таму ќе бидем до 9:30 да се берем дрва. Додека е порано? Да, док се види. Така се гледа. И се враќам после. Тоа е. Кога легнувате? Само да има да се видело. И да, колку да вечераме, да јадеме што има, и ќе се леѓемо, у тамнину. У тамнину стане, у тамнину се дигај. Нема. Без светло не могу ништо да правим. Ако има комуна луѓе да ги помогнат, да пуштим струја, фала ги, ако има добри луѓе. Мирослав е роден во Витина, Косово. Останува сирак на 7 години и живее во домот на чичко му, каде што, како што вели тој, морал да биде и роб само за да извади за леп. На личната 1975 година доаѓа во Скопје, каде не познавал никој. Сосема случајно среќата му се насмевнува и ја запознал Маре, која не само што ќе го прифати, туку и ќе стане негова сопатничка за цел живот. Од каде ви е потеклото на вас, Мирослав? Од Косово. Витина. Тамо сам роден, тамо сам споросан. Право чичко ми чуваше, на татко ми брат. Пошто татко ми почина. Ја него не знам, ни мајко, ни татка. Ја бев 7 години, мал. Зашто ве оставија толку млади почина? Младе починава. Татко ми имаше, ако ме питаше чичко, 30 години. Мајка ми имаше 28 години, кога почина. Од што починале родители? А татко ми од рак, а мајка ми од бубрези. Прво мајка ми почина, после татко ми почина на една недела по нејзи. И ми ситни деца сме били. И чичко не чуваше, не исполнувал. Даваше едно парче леб, ја бев и слуга за него таму у село, да му донесем само пари и за јадење да имамо. Брат ми почина, сестри ми почина, 4 сестри, ја само останам. Сам. Бев у војска, 74 година, 75 се вратив, 77 година сам дошол во Скопје, со тој брцучет. И нема кај да спием. Први пут дојдов у Скопје, непознато место, град, не знам, улица, нема кај да. И тој ми рече, кај ќе му вика Удачево, вика, и јам велика сестра, вика, таму ќе спием. Сме отишли у Удачево, кај та брцучетка ми, и она, жена Маре, дошла, и тука сме се упознали. Викам, вака, ја немам фамилија, немам никој, јас сум сам, на Господа. Дојде во татко и мајка, ти мој керко го сакаш, да бе, викам. Само да имам где да живем. Оди, вика, за Косово, вика, вади документи, вика, сите документации донеси ми, вика, у Скопје, вика, ке ти пријавим кај мене кој домазе. Јас се вратив, донесов сите документи од воњо, од полиција, све и му дав, и с нејзе, и с дедо ми, смо отишли во Беко. Ме превели на стан кај нима, кој домазе. И таму останав, не знам колку години сум живеал. После дедо вама се пребаци у Тупано, и вама сме живели у Тупано. Јас сум родена во Скопје. Потеклото исто ми е од Скопје, татко ми и мајка ми. Имам еден брат, уште и една сестра. Друго немам од фамилијата моја. Сите ви почина? Да, и мајка ми, и татко ми, и брат млад умре и све. Сум работил у комуналија. Кај имаше работа, таму сам ишao, не сам било да работа. Било каква, само да ми допаре. И викам, Джан, дедо, викам, ја ќе одим, викам, сега се Джан, викам, да чувам твоју мајку, бабу, на дедо ми, у Топано. И таму сме се пребацили у старо куќу.
To je opštinska kuća, iskršena novo samo da živim. Smo živeli se s neđe, pomagali im oni, sve, najstaro dete što je on se rodi, smo ga porasli sve i na kraju sam došao u neku Volkovu, šta sam mi dala kuću da živim, da ne sam pod kirije tuđe. On работеше, имавме некако, можевме некако да склопуеме, ги школуеме децата и да за екзистенција, за леб да има и за узлеб на децата да им даеме. Живеевме кај татко ми, кај мајка ми. После тоа под кирија идевме. И после залвата се сожали, ни даде оваа куќа да живееме, поради децата ни ги даде, дека првото дете ми се роди и ни ја даде оваа куќа да живееме. Ама немаме приход, ние до тога имавме и струја и све плаќавме, да имав приход, плаќав. Сега немам приход, децата ме остајава. Велите, пред неколку години беше постабилен животот. Како тогаш успевавте да се снајдете? Па он работеше исто на надница, ќе работи, ќе ги, некако ќе ги онадиш тие пари, ги штипкаш, како што кад помалку купуеш за едно да имаш, за неколку дена да имаш да преживееш. Како дојде овој долг од 2500 евра за струја, толку голем? Па како оно ми камата ми удрива. Мирослав немал мирен живот ниту како млата ни подоцна. Двоел од устата за да ги израсне децата заедно со својата сопруга Маре, која ќе го следи во животот во секој чекор. Но проблемите, вели Мирослав, доаѓаат со староста, кога човек се разболува и не е способен да работи, но и тогаш кога децата повеќе нема да прашаат како си, додава тој. Од 90 години сега sam mi dala kuću, evo ti brati kuće, živi. Ja sam работал dok sam mogao da rabotam, unazad navaka. Dok sam imao pare sam mu plaćao struju. Ne sam imao više pare, sin mi više ne saka da mi dava pare za struju. Ovdje bi plati, be vikam bez struju, be vikam be. Već ću go stručat, be vikam be. Smo se svađali tu u dvor, komšiji, djedo bez mi je sam, tatko i sin da se svađu za jednu struju. On je mlad, idi plati, će me struju. Идам се мола мојевана, неќе да чуе да ми ја пуштат струјата. Плати вика 2500 евра, ќе ти ја пушти, ми ќе ти оставиме саточек. Тоа ти викаат. Кој ще ми да деца да ми напушта мене? Аз за нима съм била жртва. Я не съм ял, нима съм ми дава да еду, да им. Я ако съм седел глада. 2 керки имам и он не може да ми помогне. Ништо не. И он нема фамилија само. Ни бара. Kako je, znam se znađujem, da donesem u kuću sam, za njemu i za mene, da imam. Ne znam kako će bude. Za nas mnogo teška rabota, mnogo je teška rabota. Na ovaj stepen djeca da mi otkažu od mene, da bego. To mu Gospodi. Da bi da plaćiš i da mi plaćiš, srce mi plaćiš. Pa i srce mi guši. Nemo ko će na njemu da mi se plaše. Se čutim, u sebe se čutim. Ama džabe. Nema. Džabe sam se mučio za djeca. Džabe. I danok na tija pare mi savili i sve, ja pare nemam. On imaš, vikam, modi plati be, imaš malo dete be, vikam be. 2 godine dete neće bez struju da sede, vikam be. Ne uplatim struju, pa vodi dete. Vikam, vodi plati struju, vikam. Vodi, vikam. Ne sagaše, ne sagaše. Došla Evana, uzeli mi sad, isključili banderu, od tije pare, sad na 2500 evra, kamatu mi stavili, sve mi stavili. A mene mi barat njega, ne preko njega struja. Да ги израснеш и да не те поштуваат и да не ти се јавуваат, тоа е најжално. А ние знаеме како сме ги израснале. Ја и татко. Дали сме ние, можда сме трпелени, ма сме им давале. Ама ете, тоа е. Се заборава. Жените, децата си ги гледат, тоа е. Предходно за струјава му и ми ка види бе дете, викам ако си работел, иди плати ја струјата.
Kako da ne vika, ja će mi plaćam struja. Ete, to ti je. I tako si se sobra dolgo. Dneska udre preko 3 navečer pobegnava, ne sme ni gi čuli ni ništo, kaj pobegnale, što pobegnava. Ne znajme ništo, mi dvajceta stari. Ako se javat sami, dobro, ako ne. To je, kako rekao Gospod, tako. Što bi im kažele koga bi vi se javila? Pa će im kažem kako je, što je istina, što nemam struja i ne mi napravljava da nemam struja. Nemam da jadam, bolni sme dvajceta. Ete, to bi im rekao. Što da pravim? Kaj dođem da kradim, će mi zatvoru. Od kaj ja tija pare? Ja i 20 zdržujem za lijep da snađem, 200 dinara 300, da zarabotim da kupim u lijep da je moja žena ili manđu da napravi žena koliko. Кой бе вика, каде одите да поработите за некој ден? Тук у село. Че дойде гадаве, вика, дойдеш да и почистиш бавча, или да покопаш малко, че ми да 300 динара и че дойдем дома. И че ми да и че купим 2 кила лева, кумпир и нещо, да направиш една манджо, да едем. Не се трпи глада. Али да е старо човек да шиеш, че ga носиш, али стомах не можеш да шиеш. To je. I tako sam ostao. Ja sam bolan sa skičmom. 5 godina bef u krevet sa skičmom. Na štake sam išao. Pare nemam, ništa nemam da se lečim. U toplu vodu u flaše, će stavim na kičmu da mi pušte išija. U prsluk, sve. Nemaš od kada ideš po lekari. Nemam od kade. Nemam od kade. 5 godina u krevet bef ja. Da me izviniš kao kerka, ona me dala od tu do već sedim, da im ponuču. Ne sam mogao da mrdam ja, u celu kočar. Nogi me bili uteknete od bolovi, nisam mogao dođem. Ona me gi dala, kako malo dete. Pa će plaći, što je plaći, ako ima, Gospod će mi din, ako ne, groblje ću ja. Što da pravim drugo? Sam se opustio više, gotovo. Evo i sad na što sam došao. Bez tamninu, u tunelu sedim, bez svetla. Pijam apčinja i od srce i od pritisok, kičma, noga mi se koči. A nemam pare da gizimam lekovite redovno i tako je. Do ovoj stepne sam dojdena više. Nemam od kada, nemam mogućnosti. Ako ima narod da im pomogne, za struju, pa hvala gi, na dobar narod. Za hranu će se snažno čeka ljudi, ali bez struju ne se sede. Treba da se pere čovek, prašak ne, ništa ne, jeki kodi. Prljav. Što će prešta 200.000 dinara će ti dati čovek? Da kupiš djetinjica i koliko, 130 dinara. Ne može da skoči na kraj. Idem, berim drva po Lepenac, će padnem, će umrem u Lepenac, koji će mi naći? Ne zna i kaj sam. Nema. Mnogo težak život bi došao meni. Mnogo težak život mi došao. Čodim po Lepenac, izberim željezo, plekće, novo, znaš kaj za leblje zvanje. Od Sabare će skočim u Lepenac, do 3 sati sam po Lepenac, po đubre idem. On ide po Lepenac, obira neko železo, će kupi lep i uz lep da ima medeneska da jademe. Nije dvajca. Sveća će kupi me, da ima me koliko da vidiš da staviš u usta da jadeš. I drva se obira što najde to, a uglavnom toplo da ni bide. Da ne sedim u ladno. I sam izborim, po ulicu sam idem i izborim, kako luda sam. Zašto? Pa, u nervozu. Nemam odakle, niko ne mi pomaga, niko ne mi iskače u susret. Teška mi je ova godina što sam bez struje. Nemam rabota, ne mogu da rabotam, bolestan sam, nemam ni apčine da pijem za kičmu. Mi sada ne mi pati išćas ponovo, što će pravim? Pare nemam da im po ljekari, ništa nemam. I tako, pomalo će rabotam i da dođem doma. Dinac, što kaj jadete? Bilo što, manđo nisam kucali još. Želio sam si grabče, krompirče, pošto ja zubi nemam. Suvarala mi
Не могу да гутам медави. Neki puta i ljebi i vodu ću jedem, samo da kvasim zalak. Ова семејство не може да добие ниту социјална помош, затоа што Мирослав нема лична карта. За да ги извади документите треба да оди во Србија, ниту за тоа нема средства и начин, вели тој. Затоа го стави своето срце на дланка и признава дека најбитна му е струјата, зашто после 365 дена во мрак, конечно сака да види светлина. Немам ништо, никакви документи немам. Никакви документи. Ја се рачунам ко стarac во Македонија. Станска лична карта имам. Но повеќе од 50 години сте тука. По 77. А мешан брак ми е. Она Македонка, јас Србин. И токо става више, готово. Немам кај да се снаđem. Немам кај да се снаđem више. За него, за држављанство идам и вика плати, вика и нека вади документи. Па како викам да вади он документи кога немаме пари, викам. Немам од каде. Не интересира, вика, ми е прописот ни е тоа, вика. Ете тоа ти објаснува. Колку паричи на тие документи за да ги извади за државјанство? Па ќе кошта до 300 евра ќе коштат, кој да идеш да иде у Бојановац, у Брање, кажам, да иде да извади дека не е осудуван, дека ова 300 евра и овде када платиме и толку. Така би добиле социјална помош? Да. Така би вика, он вика нека лична карта, вика и тога вика може да ви даеме, вика. Најмногу посакувам струјата да ја пуштам и да ми се одобри социјална помош, да примам колку толку ќе имам за живот. У години нема кој ќе ме приме више мене на работа, 65 години. Никој не те прима на работа. Ете тоа ти е. Затоа што ми е тежок животот, затоа. Без струја не се сети највише, не се седи у темница. А е преко ден па некако гледаш, ама навечер се стемно и немаш учора. А и годините се чинат своја, не гледаш како што треба. Ете тоа е. И зашто ми е тежок животот, затоа сум толку. Од све ми е више досадено. Иди у секоја установа, сите ти викаат нема ова, нема тоа, ти вика не може, вика. Ете тоа ти вика, што те баркаат, не може, вика. Што да правам? Немам каде више, кај да се обратам. Најпосле кај вас се обративме, комшија ми помогна да се обратиме кај вас, па сега, ако има доброволни луѓе да ни помогат, фала им, ако не, здрави. А макар мине мало пензија ми дал 10.000, чека им фала, што сум работа. Мине мало, за njuma и за мене 10.008 сум. Ќе крпим у живот. Па ќе поработам помалку, ќе донесим. Али немам пари да сам на живот, не да отидем до Србија. И нема кај да спием таму. Ќе вадиш документација таму. Нема кај да спием, треба да спием на автобуску. Мене е битно струју да имам, видело да имам. А друго све остало. Колку могу ќе работам. Ќе вртимо некој, ќе закрпимо што люди работат. За кило леп ќе работам, ќе донесим. Али сигурно не могу. Па се ако има народ жал да ни помогне, добро, ако не, што да правам, не можам више другше да искочам на крај. Не ви требаат луѓе за се, ви требаат само луѓе кои имаат време за вас. Луѓе кои во било кое време од денот можете да ги побарате и да им кажете што ве мачи. Луѓе кои не зборуваат само празни зборови, туку можете да видите што сакаат да ви кажат преку нивните дела. Ви требаат луѓе со срце, луѓе кои се такви какви што се и такви впрочем ве прифаќаат и вас. Семејството не учи на љубов. Така осознаваме дека постојат луѓе кои секогаш ќе бидат покрај нас и во добро и во лошо. На љубов и поддршка Мирослав и Маре Пекич ги растале и воспитувале своите 5 деца.
Двоевме од нашите усти за да ги нахраниме и направиме луѓе, но еден потежок животен момент направи да останеме сами на милост и немилост. Не солзи ке каже Мирослав кој, како сирак уште пред 45 години, од Србија среќата си ја бара во нашата земја. Имал тежок живот и како млад. Со сопругата живееле под кирија. Ја давал речиси целата заработка, се додека еден ден на подарок не ја добил куќата во Волково во која и денес живее како подарок од неговата сестра. За жал, денес посебно последнава година, Мирослав живее во темнина и без ниту еден денар приход. Болен оди до Лепенец за да собере дрва за да не измрзнат со маре. Собира железо и стари работи за да купи леп кој мора да го намокри со водичка за да не се задави. Пари за налекар нема па, немокте болката ја потиснува со мечтите кои ги сонува штом падне мракот. А може би од сите болки најмногу го боли отуѓувањето на неговите деца од него, кој како што ќе кажа тој, една година не го прашале како е и како преживува. Една стара поговорка вели, кога ќе ви се случуваат несреќи, само отворете ја вратата. Очигледно, удамна има отворено вратата Горанчо Ристевски од Копањце Тетовско, затоа што му умираат многу драги личности, а денес живее тешко и сиромашно. Добар ден. Јас сум Оливера од Срца на Бланка. Јас сум Горан Ристовски. Ни кажаа дека имате тежок живот, па дојдовме со екипата да ни кажете зашто се работи, што ви се случува? Не се случува бајџи работи. Мене ми починала жената, дечето, детето и бајџи работи и сакам да го онадим добре се дошли. Ова е домот каде што живеете? Да, овде е домот кај што живеем. Сега, колку останавте? Како живеете? Живееме многу тешко. Зошто? Зашто немаме од нигде таа средства. Од нигде немаме, сопругата почина, се тие работи, нема нигде. Со колку живеете месечно гора? Со 10.000 денари. 10.000. Да, од девојчето што зема и јас што земам од црква, тоа е све. Вие работите во црквата? Да, работим во црква како тисар. И така, мислим таму и после ќе дојде месецот ќе ми дадат. Но не стигаат. Не стигаат парите. Од други средства, ако се може да се онади, тоа друго е. Но како ги поминувате ете 10.000 денари кога ќе ги подмирите сметките? Зашто останува друго? За ништо, лекарства на девојчето, многу скапи, многу тоа, многу трошкови. Плачам сметки, струја, телефон имам, тоа. Каде сте останале без најмилите, најблиските? Да. И уште ова ми се деси, ама нема што се прави. Зошто не работите, нели, некоја работа? Може би сакате, може би така ќе го најдете спасот. Ако се вработите некаде, да земате месечна добра плата. Ако да се вработим, ама не можем поради девојчево. Ми е болно и тоа. И јас сега поради девојчето не можем ништо заради него. Не дај Боже ако онади, нема кој да го онади. Немам човек дома. Од што е болно девојчето? Има епилепсија. Епилепсија што пие лекарствата. Пата за болест. Паѓа. Да. Веројатно и тоа ви е дополнителен стрес. Овде ли седите? Да, овде седам. Оваа куќа ја купивте или ја правевте? Не, ја правивме ми со тоа, татко ми што кога бевмо, мислим кога беше и тој жив, го правивме, продаде нива, па за да се направи куќата. Ама куќата не е доправено, сакам да се доправи. Ама нема финансиски средства и така. Освен што треба да се доправи куќата, сепак треба и месецот да се помине. Да, Но вие
Не можете да го поминате месецот? Не можеме да поминемо дека финансиските средства мало се, не стигаат. Вие работите во куќата се? Работим све, готвим, одадим, перем, пружамо, морам ја, нема кој више. Горан Ристовски потекнува од тетово и е единец на мајка и татко. Можеби затоа, кога еден ден ќе основа свое семејство со благородна, ќе посака повеќе своји деца. И ќе добие 5, но повеќето од нив ќе бидат со посебни потреби. 3 од нив ќе ги изгуби. Пред 7 години и покрај тоа што давал се од себе, сепак од нелошата болест ја губи и сопругата. И можеби и дотогаш му било тешко. И едва и го минувале месецот како што вели тој, но после незината смрт веќе нема да има волја за ништо. Со минималниот месечен приход кој го добива работејки како клисар и оние од нега поради болеста на ќерката Славица, Горан едва и го врзува почетокот со крајот на месецот. Сам се бори, бидејќи двете деца кои му се живи не може да му помогнат, а куќата која ја направил со татка си како да е пресликана од некој хорор филм. Не за друго, туку поради темнината и сивилото на мебелот, кој од прво до последно парче е добиен преку донација. Или можеби зашто откако ги нападнале болестите и смртта на најблиските, немале средства ниту за белење на зедовите. И гладта е чест придружник на ова семејство. Спас за задушување на истата наоѓаат само ако некој добар сосед им донесе за да го поминат денот. Сепак и покрај се, овие луѓе посакуваат, а и се надеваат дека можеби еден ден и тие ќе бидат горди и ќе живеат убаво како и нивните соселани.